ВМРО ДПМН ги лаже сите, членството, граѓаните, а и себе. И оваа партија е против толку потребната помош за граѓаните и компаниите. Остро реагираше денеска пратеникот Костадин Костадиновски. Околу 12.000 компании немаат исплатено плата за месец февруари, затоа што ја чекаат државната помош. Десетици илјади граѓани чекаат конкретна финансиска поддршка од државата. За да се избегнат се потешките последици по граѓаните економијата, Костадиновски повика на разум. Повикуваме да надвладее разумот. Времето загубено на пратенички прашања може да се продолжи двојно повеќе и пратениците од мнозинството ќе се откажат од поставување на прашања со цел да има повеќе време за пратениците од опозицијата. На крај би сакал да им се обратам на моите колеги, пратеници од опозицијата. Бидете разумни. Од друга страна, од ВМРО ДПМН велат дека нивниот став и намера во врска со гласањето за последниот пакет економски мерки е искрен и истиот го искажале утрово, кога побараа седницата и да биде закажана. Позади мене се присутни пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, кои се подготвени да бидат присутни и да дадат целосна поддршка за овие закони, доколку власта конечно се вразуми. Апелираме уште еднаш да престанат политичките игри, пазарења и тактизирања врз грбот на граѓаните и стопанството. По 2 часа пауза и меѓусебни обвинувања, пратениците сепак се договорија да работат во интерес на граѓаните. Со 85 гласа за, без против и без воздржани, пратениците го усвоија предлогот на владата по скратена постапка да се донесе предлог законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза, предизвикана од вирусот COVID-19 за месеците февруари и март 2021 година.